Почитувани гледачи, добро вечер. На крајот месец јуни сме и го заокружуваме со четвртото коло на квизот Срекно семејство. Затоа ви поканувам удобно да се сместите пред ТВ екраните и низ игра и низ забава да ги проследиме над преварувачите, односно трите семејства кои ќе се борат за трите загарантирани суми од 300, 500 и 1000 евра. Редовно плаќајте ги вашите сметки за струја и не грижете се. Во Срекно семејство за тоа се грижи стручната комисија составена од двајца членови од ЕВН Македонија и нотар. Добро вечер и за вас, дами и господа, и ви благодарам што и вечерва ќе се грижите за регуларностите. А вредно е да се спомене дека изминатото коло беше најсрекно за семејството Шајапи од Гостивар, кој освоја сумата од 1000 евра и истата сума ќе искористат за намалување на своите сметки со тоа што ќе инсталираат сончеви колектори. Каде ќе ги потрошат освоените суми нашите вечерашни преварувачи, ќе дознаеме кон крајот на емисијата. Со почеток да ви ги представам и ними. Семејството Давидкови од Пробиштип на позиција број 1. Добро вечер и за вас. Молам еден аплауз за сите. Со нив ќе бидат или за овој тим играат таткото Сашо, мајката Валентина, синот Димитри и 4-годишната Ванеса. Добро вечер и за вас. На позицијата број 2, семејството Јованови од Свети Николе. За овој тим играат Славица, Драган и керката Надица. И на позицијата број 3, семејството Најдови од Кавадарци. За овој тим играат синовите Лазо, Петар и братучедите Ристе и Игро. Официјално добро вечер за сите вас. Ке започнеме од семејството на позицијата број 1, семејството Давидкови од Пробиштип. Добре ни дојдовте, како се чувствувате? Супер. За прв пат ли сте во некоја наградна игра, кажете ми? Да. Се запознавте со Срекно семејство и со игрите во нив? Да. Што е тоа, Димитри, што најмногу ти се допаѓа од игрите? Бутање. Дали тоа значи дека во првата игра ти ќе се обидеш? Ајде ќе видиме каков е кој ќе игра во првата игра. На местото или на тимот број 2 го сочинува семејството Јованови од Свети Николе. Добар ден или добро вечер веќе и за вас. Кажете ми што има ново во Свети Николе? Летниот период се одмара, се гледа фудбал. Се гледа фудбал, се седе по дворови. Дали се гледа Срекно семејство? Да. Верувам дека така уште повеќе ќе се гледа од како ќе настапите вечерва и ќе се дружиме заеднички низ игрите. И на позицијата број 3, семејството Најдови од Кавадарци, односно за тимот играат, како што споменав, Лазо, Петар и братучедите Ристо и Игор. Кажете ми во Кавадарци што се случува во моментов, летен период, одмара? Се гледа. Се гледа фудбал? Да. Редовно се плаќаат и сметки претпоставам за струја. Токму вашето семејство вечерва се дружи овдека со нас. Ви посакувам на сите среќа да освоите невисоката сума искрено, но знаете дека никој од овдека нема да се замине без награда. Одиме да се дружиме. Наред е првата игра, ја отпочнуваме, а носи наслов Топка на среќа. Во првата игра Топка на среќа, тимот број 1, семејството Давидкови, ќе се проба Валентина. Поставена на својата позиција, спремна да освои што повеќе поени од срушените коцки. Пред да го направите, господја Валентина, тоа, да ве прашам на кој начин ги добивате вашите сметки за струја. Па во нашето поштенско сандаче. Секогаш поштарот ги остава таму. Така. Постои уште, накратко ќе ви споменам, еден друг начин, а тоа се вика e-фактура преку интернет на сајтот на ЕВН Македонија. Можете да се регистрирате и веќе да покрај тоа што ќе ви пристигнуваат на сандачето, да ги имате и во електронска форма, а со тоа и на времено ќе ги добивате без доцнење или без да го чекаме поштарот. Се надевам дека и другите, ете, ова опција ќе може да ја искористат, а сега ајде да се опробаме во првата игра. Ајде да пробаме. Постои ли некаква стратегија? Обично нашите надпреварувачи успеваат досега барем од втор пат да срушат. Имате вие 3 пати. Слободно. Па не знам, ќе видиме, јамп играм добро. Ајде, исто е како јамп, а гледам дека сте добра, претпоставувам. Вако ни остана уште една коцка, тоа е лесно веќе да се направи. Ете, аплауз за Валентина. Повелете овдека, само да ги преброиме збирот на овие суми, тоа се 8, 12, 18, 20 поени за семејството Давидкови. Не знаеме дали се уште е слабо, заради тоа што сепак е ова првото семејство кое што се проба во ова игра. Јованови се наред во Топка на среќата.
Дали се достижни 20 поени на Давидкови, ке дознаеме за момент. На местото позицијата е Надица Јованова, таа ќе се обиде во ова игра. Зошто одбрати се чини како наједноставна или најлесна игра? Да, така беше договорот од долу веќе. Аха, се знаат значи за следните 3 игри кои како Да. ќе настапува. Добро, ајде да видиме. Дали ќе иде се по планот и по договорот како што сте го направиле дома, а тоа е едноставно и лесно. Сега за сега мали се бројките и оваа коцка еве веќе имаме доле, не смеам да ја допрам. Супер! Ајде да ги преброиме, ќе ми помогнеш Надица во тоа. 5, 10, 14 поени за семејството Јованови и не остануваат уште најдови да се пробаат во оваа игра, со што ќе знаеме кој и го својува трите, односно 2 и 1 поен во топка на среќата. Наред е тимот број 3, семејството Најдови. На позицијата го имаме Ристе, менаџерот на тимот Најдови, кој ќе се проба во оваа игра. Дали чиниш дека можеш да им ги поматиш сметките на останатите два тима? Разликата е 6 поени. Ајде пробеси ја твојата среќа во 3 обиди. Можеше и посилно, сега за сега имаш супер бројки, ова веќе не ми се свиѓа. Единицата. Ајде уште еден, последен обид и ќе ми помогнеш. 10, 12, 17 поени за Најдови. Задоволни ли се Ристе? Аплаузот го покажува и тога. Да видиме и подобната ситуација, кој освојува оваа игра 3 поени, кој 2 поени, кој 1 поен. Давидкови со 3 поени, Јованови со 1 и Најдови со 2 поени. Ова беше првата игра, топка на среќа, а сега играме следната, втора игра во која ќе пробаме да дадеме кош на слепо. Тимот број 1 е на своите места. Тато Сашо и синот Димитри ќе се пробаат во играта на слепо. За кратко, Димитри, ќе ти помогнеш, ете така, малце да ти отежнеме оваа игра. Ќе успеам со тоа што ќе те свртам 2 пати, но пак ќе застанеш кон татко ти, боите ги гледаш. 3 поени ти носат црвените, 2 поени жолтата, а плавата 1 поен. Чекај го времето како што советува тато Сашо, а тоа почнува сега. Ајде Димитри, пробај да дадеш кош, што подалеку. Слободно можете вие да давате инструкции, вие можете да набивате. Тато Сашо, кажувај му на Димитри. Димитри шутирај. Ајде побрзо Димитри. Тоа, за малку. Сашо на вашето место. Ајде Димитри. Повисоко и повако. Десно. Повисоко. Повисоко и пред тебе Димитри. Не. Го збунивме Димитри, одиме Димитри. Така, браво Димитри. Ајде аплауз за Димитри. Браво и за црвената за Димитри. Браво веќе еве ги гаѓа, се навикна. Браво тато Саши за вас. Успевате да уловите барем секоја топка. Оние плавите кои носат 1 поен. Браво Димитри. Е ги собираме? Ајде си. Имаме уште Димитри 10 секунди и тоа значи дека уште најмалку 3 фрлања имаш. Ајде за Ајде, ете го, едното. 3 секунди, 2, 1. Готово, Димитри. Браво, Димитри, извади ги очилата и повели овдека да ги проследиме поените. Повели, Димитри, супер. Супер. Сега за кратко, Сашо, задоволни сте? Задоволен се секој. Ни забавен изигра. Димитри, повели овдека до мене да ги проследиме поените за семејството Давидкови. 4 црвени, 3 жолти и 2 сини. 20 поени. 3 повеќе чинам дека од првата игра. Ви благодарам, следни на ова место се семејството Јованови да се пробаат во игра на слепо. Драган и Славица се на своите позиции. Се договоривте на овој начин вие да бидете кошчот, вие да шутирате? Да. Верувате дека ќе успеете да го постигнете поењето на семејството? Ќе ми помогнете со очилата? Како и да е важно среќа што сме овде. Така. А верувам дека ќе успеете да дадете кошеви. Може ли малку да ви засметам со тоа што Може. рамнотежата ќе ви ја сменам? Смеам, Драган, нели тоа да го направам, не? Во ред, ќе видите. Ето така. Останете на оваа позиција, имаме 1 минута. Поените кои ги носат топките ги знаете, Славица? Да. Сега, ама не ја знаете бојата кој што ќе фатите, тоа е пак игра на среќа. Така. Обидете се сите што топки што ќе бидат фрлени да ги ставите, да ги метнете во кошот. Имаме минута време, почнете Славица сега.
Ајде. Еве и првата топка за семејството Јованови. За малку, но и втората црвена веќе ја имаме во кошот. На Славица и Оди. Супер! Само обидете се, Славица, многу да не ни се измрдате од точката. Нешто практикувајте како вашиот сопруг, имате доволно време, не брзете. Вие можете слободно, Драгани, место да си направите во кошот, доколку мислите дека има потреба од истото. Славица, не брзете. 25 секунди, бидете прецизни, како до сега. Добри сте со црвените топки, навистина. Веќе чинам дека според оно што го гледам во кошот и го надминавте семејството Давидкови. Имате среќа. Аплауз на лица. Твоите родители се овдека. 9 секунди, Славица. Можеш да успееш да внесеш уште две топки, еве, една си на пропушти, но жолтата е веќе во кошот и времето истече. Ке ја израчунаме и оваа топка, тоа ни го потврдува и стручната комисија. Задоволни сте? Презадоволен. Презадоволни, веќе кошот е полн. Сега за кратко повелете, Славица, до мене, за кратко ќе ги видиме и поените кои ги освоивте во втората игра на Слепо. Имаме 8 црвени, исто толку жолти и 4 сини, 44 поени. Навистина солидна бројка, секоја чест за кошаркарскиот тим на семејството Јованови. Следни да се опробаат се семејството Најдови од Кавадарци. 20 поени за семејството Давидкови, 44 за семејството Јованови. Наред да се обидат во играта на Слепо семејството Најдови. Ристе и Ристе од Кавадарци ги имаме на позициите. Повторно во оваа игра, Ристе, одлучи ти да се натпревараш, ке ми помогнеш со очилата. Јас ке ти помогнам со тоа да те дезориентирам, но сепак ќе те свртам кон твојот братучет Ристе. Подготвен си? Да. Боите не ги гледаш? Ама знаеш колку бодови носи секоја топка, така? Да. Ристе, спремен? Да. Мислите дека ќе успеете да ги достигнете оние 44 поени на семејството Јованови? Ке видиме, точно така. Имате една минута да го видиме тоа. Повели, Ристе, стартуваме. Ете ја и првата црвена во кошот за семејството Најдови. Добро иде, Ристе, да не гледаш низ очилата. Не. Ајде да видиме. Кој ќе дојде поблиску до наградата од 1000 евра, но иако ни преостануваат уште две игри, знаат овие поени да одлучат. За сега ви иде супер добро, морам да признавам. Ете го и аплаузот кој што ви имате од надпреварувачите и публиката. Ристе, слободно можеш да си направиш место. Успеа да прави. Добро и ова. Беше опасна. Пробеда со рака. Ете така. Преполнете ја. Гледа да ги задржиш црвените топки. Не се буни, Ристе, имаш уште 10 секунди. Пробај да рашири. Така, пробај со глава, со рака. 5 секунди, Ристе. Уште една топка. Тоа е последната топка за Најдови, оваа нема да ја признаеме, а сега ќе видиме што ќе ни каже Теопот. Ристе, повели до мене. Браво за семејството Најдови, чинам дека во поените ќе бидете Најдови. 8 црвени, 6 жолти, 5 сини, 41 поен за 3 помалку од семејството Најдови, кои во оваа игра ги освојуваат трите поени. Ви благодарам, повелете на вашата позиција, а ние да ја видиме генералната состојба на трите семејства после втората игра. Семејството Давидкови 4 поени, Јованови 4 поени, Најдови 4 поени. Што значи изедначена игра, се уште не знаеме каде ќе отидат 1000 евра, каде 500, каде 300 евра. Тоа ќе го дознаеме со следната игра во која ќе штедиме струја. На стартот од третата игра состојбата е изедначена. Трите тима на срекни семејства имаат по 4 поени. Во оваа игра еден од тимовите ќе не напушти, а два одат во финале. На позицијата целото семејство на Давидкови. Но овој пат тато ќе проба да ги удри прекинувачите, со тоа да символизираме штедење на струја. Имаме една минута време. Ви посакувам среќа. Ајде да може да почнеме, времето веќе тече сега. Ајде. Така, аплауз за сите. Ванеса Димитри, за кого навиваме?
За тато. За тато навиваме. Супер. Ајде тато да видиме. За сега имаш само една сијаличка изгаснато, можеш и со истата топка да се обидеш. Ако успееше да фатиш, добро. Ова е добра тактика која топките успева да се вратат назад во корпата, што значи дека ќе нема потреба. Ајде тато попрецизно. Димитри, навивај, дај му инструкција Ајде. некаква. Кажи му тато, десно, Посилно. лево, горе, доле. 30 секунди. Имаме. Тешко и да изгледа. Сашо, не коментирате ништо, сконцентрирани, останавте уште на една цијаличка, а имате 16 секунди до крајот. 10 секунди. 9 секунди да видиме дали ќе успеете барем уште. Еве и втората, аплауз за втората сијаличка. Една секунда. Се откажавте ли? Да. Имавте уште една секунда, може би уште една, но еве, ајде, Ванеса, обиди се ти. Ајде. Обиди се ти, Ванеса. Ете за Ванеса, ви благодарам, семејство Давидкови, само две изгаснати светилки. Продолжуваме понатаму, наред се семејството Јованови. Наведом изгледаат достижни овие 2 поена на семејството Давидкови, следни на оваа позиција се семејството Јованови. Таткото ќе се обиде како глава на семејството. Да. Најпрецизно. Налица, веруваш во таткото дека ќе Да, успее да. да ги надмине барем Нема овие. сомнеш. Да, нема сомнеш. Чим нема сомнеш, имаме една минута. Ајде да се обидеме. Може да почнеме сега. Да видиме колку блиску ќе стигнете и вие до сумата од 1000 евра. Размислувавте ли можеби која сума ќе освоите на деца? Нормално 1000 евро. Да! И ќе ни кажете на крајот на емисијата каде ќе ги искористите тие 1000 евра. Па може да на крај. Ете така ќе видиме, сега за сега веќе има 3 сијалички изгаснато тато Драгана, 35 секунди до крај. Браво, Драган! Браво, браво. Ајде уште малку попрецизно за најдолниот прекинувач. 25 секунди до крајот. Ајде, браво, Драган! Ете поддршки од фамилија. Супер, 18 секунди, Драган, имате доволно време, сконцентрирано, внимавајте само некој од прекинувачите повторно да не го погодите. 10, 8, 6 секунди, 5, 4, ајде го откривте кој прекинувач е. Имате, немате време веќе, ова нема да го изречунаме, ви благодарам многу. Две ми остана светилки кои се уште светат, доволно покажавме дека штедиме електрична енергија. На кој начин вие дома штедите електрична енергија? Кад ни прегоре сијалица, не става. Не ставате нова. Добар начин и добар совет е тоа. 7 поени за вас, ви благодарам. А наред се семејството Најдови. Разликата помеѓу првите две семејства е само 5 изгаснати светилки. Дали се достижни, дознаваме за кратко. Веќе сме на позиција, тимот број 3, семејството на Најдови, менаџерот на тимот Ристе и овој пак се одлучи да играш играта. Му дозволувате после изгледа семејство? Да. Главниот е он? Да. Верувате во него? Мора да Мислиш ли дека се достижни 7 светилки да се изгасат? Мислам. Прецизен? Ајде, може. Имаме 1 минута време, почни сега, Ристе. Постојат ли некакви инструкции кои што можеш да му ги дадеш? Да? Браво. Ето, сега е прецизен. Да слушне. Горе. Кажи ми како претучери, ќе делите ли дел од наградите? Ристе, кој ќе ми одговори на ова? Ќе видите. Ајде, имате уште 43 секунди за да гледаме, да видиме кој ќе ги освои 1000 евра, кој 500, кој 300 и дали ќе бидат споделени во семејството Најдови. Ете што се случи, Ристе. Успеа прекинувачот повторно истиот да го погоди, што тоа да ја запалиш светилката, но добро ти оди сега за сега. 4 изгаснати светилки, 17 секунди до крајот. Дали се достижни 7 на семејството Јованови? Ајде, 10 секунди, Ристе. Да видиме. 4 секунди. Браво! Светот. Влегувате во финалет. 5 изгаснати светилки. Семејство Најдови, задоволни ли сте? Супер. Повелете на вашата позиција 5 изгаснати светилки за семејството Најдови. И според ова, бидејќи до втората игра имавме изедначени поени, односно сите тимови на срекни семејства по 4 поени, да видиме ситуацијата сега. Семејството Давидкови 5, семејството Јованови 7 и семејството Најдови 6.
Јованови и Најдови ги гледаме во финале, а тука некаде ќе им се заблагодариме на Давидкови. Се надевам дека уживавте, освоивте 300 евра во денарска противредност. Задоволни ли сте од играта? Ако сте задоволни, ви посакувам да останете на истата позиција, да проследиме и финалната игра и да се дружиме заеднички. А тука некаде и моментот кога следуваат излекувањата за оние надпреварувачи кои ќе ги видиме во петото коло на Срекно семејство. Знаете дека условот за учество во играта е единствено само редовно да ги плаќате вашите сметки за струја. Тројца од овие надпреварувачи доаѓаат директно во играта, а 6 дополнителни доколку некој од овие претходни тројца не може да од оправдани причини присуствува во квизот. Ете ги броевите, внимавајте на корисничкиот број на вашата сметка за струја. Од Аеродром Куманово и Кичево ни се надпреварувачите за следното коло на Срекно семејство. Ке може да ги поздравиме со аплауз и да ги очекуваме во студиото на Томато, да се дружиме заеднички. Уште еднаш ке споменам, проверете го вашиот кориснички број, а за сите информации, за сите оние кои што во изминатите коло освоиле награди, можете да го добиете на сајтот на ЕВН Македонија. Во ред, следува четвртата игра финале. Ќе ги видиме двата тима, тимот на Јованови и тимот на Најдови. Три минути не делат кој од овие две семејства ќе освои наградата од 1000 евра, кој од 500 евра. Ни самите не може да прогнозираат, но имаат 3 минути да внесат од своите бои на топки. Треба да сложите 4 вертикално, хоризонтално или диагонално. Фрлате еден по еден додека топката не падне додолу, другиот не смее надпреварувач да фрли топка. Семејство Јованови, вие започнувате први како освојувачи на најмногу поени во изминатите 3 игри. Ви посакувам среќа до 1000 евра. Ајде, можеме да почнеме, имаме 3 минути време. Ајде, Ристе, може Ристе за малку првиот обид. Ајде да видиме. Ете ја првата топка за Ристе, ете ја и втората, почиња да станува семејство Јованови, драги. Ето. Добра стратегија за семејството Јованови. Ако успееш, Драган, оваа топка не близо. Малку фалеше за да потука. Ке може аплауз, ке може да ги пободрите малку, се надпреваруваат за 1000 евра. Победили сте, имаме време. 2 минути и 20 секунди, доколку не успееме 4 топки да поврземе, успеавме да поврземе семејството Јованови. Најсрекно со освоени 1000 евра. Честитки! Честитки, Наница! Честитки за вас! Семејство, освоивте 500 евра. Ете ја изигравме и финалната игра. Наред се да ги доделиме ваучерите за освоените награди. Дојдовме до самиот крај на четвртото коло на квизот Срекно семејство, односно до моментот кога ќе им ги врачиме на наградите на нашите вечерашни срекни семејства. За таа цел го поканувам Атанас Ковачевски од ЕВН Македонија, како и досега. Добро вечер уште еднаш и официјално, Атанас. Се беше регуларно, убав надпревар, забава. Споменав во текот на надпреварување, во текот на овој квиз за една од поволностите кои што ги нуди ЕВН Македонија, од начинот на плаќање, тоа е фактурата. Постои уште една новост, пункт. Тоа е одлична можност, значи, да се добива сметката за потрошена електрична енергија на домашната на имейл адресата или по електронска пошта и да не мора да се чека поштарот да ја донесе или комшијата може би ја зел или нешто се случило. А втората работа, која исто така одлично, не мора да се чека на шалтерите, пункт, значи домашниот компјутер е претворен во наплатен пункт, се регистрира корисникот, ја остава својата електронска адреса, добива лозинка и потоа со секое следно најавување има преглед на сите фактури, кој ги има платено, кој ги нема платено, може да се отпечати, да ја плати веднаш со картичка, значи без провизија и едноставно без да чека било каде ред на шалтерите, во банките, во поштите или на платните пунктови на ЕВН. И морам да споменем дека редовните плаќачи
може да очекуваат и да бидат дел од квизот Срекно семејство и да се борат за награда од 1500 евра, како што тоа вечерва го направија нашите срекни семејства. И да видиме, семејството или тимот број 1, семејството Давидкови, ги освојува третото место и награда од 300 евра за Димитри и Ванеса. 18.450 денари за Ете Ванеса и за незиниот најнов точак. Честитки, задоволни сте? Од Бидејќи учеството? денеска му е роден ден, ќе добие еден велосипед. Велосипед за Димитри, нека ти е среќен роденденот. Останете на оваа позиција, го повикувам семејството Јованови, повелете. Извинете, простете, видете каков превид ќе направи. Семејството Најдови. Или сакате да им ги дозволите 1000 евра на нив? Не, ајде семејството Најдови од Кавадроци, простете му уште еднашка 500 евра во денарска противредност. 30.750 денари. Дечки, задоволни сте? Ристе, како главен на тимов, како менаџер на тимов? Супер. Се знаат парите какви да. Дел од нив и вртучените ќе завршат, предпоставувам. И сега, како што беше и редот, семејството Јованови, 1000 евра освоени во квизот Срекно семејство. Честитки и за вас. Ете ги 61.500 денари. Честитки и ви благодарам на сите што учествувавте во квизот Срекно семејство, а вас, почитувани гледачи, ве очекувам за 2 седмици од сега да се надпреваруваме во Срекно семејство. Редовно плакајте ги вашите сметки за струја. Им благодарам на Тиве за тоа што ме облекоа и се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер. Освоивме 300 евра, задоволни сме. Со тие пари на синот ќе му купиме велосипед, бидејќи денеска му е роден ден. Ние освоивме 500 евра. Овие пари ќе ги искористиме да одиме на одмор. Моето семејство освои 1000 евра. Овие евра ќе ги искористиме за нашиот годишен одмор. Редовно плаќајте ги вашите сметки за да можете и вие да добиете едни од овие вредносни ваучери.